Расположени сум во одлично друштво, станува збор за еден од нашиве познати актери, кои што овие неколку минути ќе се потрудиме да го задржиме вашето внимание пред малите екрани, но и секако денес сме расположени пред новогодишно, станува збор за Милорад Ангелов и Ефтим Трајчов Гјаорски. Момци, јас сакам да ви се заблагодарам за одвоеното време. Денес нели на прагот сме пред новата година, знам дека сакате, нели, имате секако обврски, знаеме дека ќе видиме дома, но Нема обврски, одма те прекинам, нема веќе обврски. сега си слободен ти. Слушај, така, ово на штипски ќе го кажам, така лани се заебава, викам, оваа година не честитам нова година. Значи, така лани се заебава, никако беге, ни нова година, ни ништо. Така да, расположени сме, ама од други причини. Да, имаме причини за да славиме. Да Да славеме. и да слабееме, па секако да имаме во Слабееме, апсолутно. Во новата година треба да се слабе, значи помалце сарми, помалце кифли и повеќе зелка, такви работи, нешто зелено. Така, Ефтим, еве како убаво кажа. Убав совет до нашиве гледачи. Се слушаме со маска, бе? Па мислам дека да, ќе видиме подоцна. Добро, фала ти многу. Милорад, не можеш да дојдеш на зборот Ефтим. Да, Ти се извинуваме. Тоа е Добре во дојдовте форма. во мојата емисија и пред се сакам да ви се заблагодарам. Ни чест и задоволство што сме ваши гости денеска и овде во нашиот театар. Практично они се наши гости, пошто се во Да, театар. да. И ни е баш драго. Сега, Милорад, долги години се занимаваш со оваа професија. Зошто баш го одбра театарот? Како, што беше Ако пресудното? сакате да ви ја раскажам приказната, јас кога бев мал, татко ми родеше како правник овде и веројатно кога доаѓав овде и ме чуваше да заврши со работа, јас многу често ги гледав актерите од Штипскиот театар и овде практично израснав од дете. Секогаш доаѓав овде и ги гледав, така некако сум се залюбил во театарот, ги гледав Филимен Джинес, Алеко Протогеров, по старите генерации сите ги знаат тие. И додека татко ми имаше уште малку работа, јас некако се смукнував во сала, таму што се наоѓа позади нас сега во моментот, и ги гледав големите актери, некако ми оставија впечаток и подоцна размислував за да се занимавам професионално со оваа работа и отидов на студии, завршив факултет и веднаш се вработив во Народниот театар, веќе 20 години сум овде и работиме, правиме театар. Што ти значи да го носили у градинка, сега ќе си беше бизнисмен, ќе си имаше пари човеко, а не сега тука со театар, со култура, уметност. Сега мора. Мора. Нит корона ќе го фатеше оваа ситуација, сега си беше окей, ама тоа е. Сега, Милорад, знаеме дека нели патот до успехот е навистина нели тежок. Кои беа твоите предизвици за да бидеш денес тоа што си? Па, се трудев во животот овде, многу се трудев најца, значи сакав го театарот, од срце секогаш ги правев работите со мерак, што викаме по штипски. Многу сакав да работам театар и некако ми стана дел од мене и се успеав. Мислам дека успеав 20 години во континуитет. Се разбира дека имало и падови, и лоши представи, и добри, но во последно време некако работата како да тргна, некако се пронајдов себе си во глумата скроз и успевам, играм, одиме на фестивали, еве се ефто колега, помладите колеги, по старица, дружиме, правиме представи. И мислам дека сум на правилниот пат да успеам во животот и во мојата кариера, па се надевам дека секи биде во ред и ќе има уште многу време да си искажам Секако, себе да. си. Да, јас можам да кажам од таа страна дека многу е битна поддршката од колегите. Знаете, обично во театрите се формираат страни, кланови, што е многу лошо по принцип. Тоа е затоа што сме на некој начин сите за себе театриве. Затоа сметам дека треба да има циркулација низ театрите, актерите да си гостуваат постојано од театар во театар и на тој начин да се разменуваат нашите размисли, нашите искуства и така натаму. Затоа мислам дека на колегата потребно е млади колеги, тоа што го кажа Милорад, дека е потребно се повеќе млади да се вработуваат, да се прават проекти, не мора секогаш ако нема вработување, мора да се прават проекти со младите, да се разбранува водата и да се движи во правилниот правец. Сега Ефтим знаеме и за тебе и ти си еден од нашите познати актери, заедно со Милорад. Дали се сеќаваш? Па јас мислам дека си познат, еве вака сега јавно велам. Кажи ми, дали се сеќаваш на твојот прв сценски настап? На мојот прв сценски настап, да, се сеќавам, конкретно значи сцена ко сцена, беше овде во Народен театар Штип, бев средна школа. Ќе ги видиш прашањата после, значи сега гледаме во очи додека ти збора. Првиот сценски настап им беше овде,
Во професионална представа ја бев аматер и бев споредна нека улога статистик, го играв главниот лик, но како реминисценција, без текст. Беше представата на Енчо Халачев, професор од Бугарија, кој Мојот професор. Да, неговиот професор, кој што ме зема од драмска студија, ме зема и ме донесе во театар и се сеќам дека прв пат се качувам на сцената, ама знаеш како, кога застанав, тоа никогаш нема да го заборавам, не знам, стварно беше магија. На почетокот доја, нели, кога беа пробите, ја гледам сцената и викам као, еј, абе ова различно е од публика, различно од сцена. Некако помала ми изгледаше од сцена. И првиот момент кога беше премиерата, имав момент каде што се појавувам на сцената и во еден момент се вртам кон публиката. И кога видов публиката, кога видов 200 луѓе како дишат заедно со нас, тоа што велат ти влезе чивијата, не знам, нешто во мене влезе и ме раскина во тој момент и тоа е завист. До ден денеска не можам да се ослободам од таа завист од сцената и од публиката. Така, јас морам да кажам дека на секоја наше интервју зошто мораш секојаш да ги споменеш прашањата? Пак те гледам. Не, јас сакав да видам колку прашања имам за тебе. Пошто не даваш збор на Милорад. Нема да е така. Милорад, кажи ми што треба да поседува еден актер? Па- Освен да има таа во Да. себе дарба. Значи, пред се, мојот професор викаше основните три карактеристики на глумата се внимание, волја и вкус. Значи, пред се треба да е внимателен, многу внимателен во оно што го работи, да има мерка во тоа што го работи и да има вкус, да има. Секако, она што навистина е љубовта кон професијата е клучна за да бидеш актер. Не може без љубов да се прави театар, не може, како и се во животот. Мора да имаш основа, да сакаш, да бидеш цврст, упорен, да обожуваш уметноста, да живееш таков живот. Фактички, глумата станува еден вид живот и во приватниот живот веќе си некако актер, целиот свет го гледаш низ актерска гледна точка, кога се шетам низ град, кога јас размислувам за собствената професија, затоа што нашата професија не е само во театарот, таа е насекаде, во кафичите, имавме вежби на академија кога мојот професор не праќаше по улици и да разговараме со луѓе и да ги перспектираме. Така да од секој учиме, од тебе денес учиме, од снимателите, од режисерите, од сите. Сака да каже сите глумат. Значи, Само ние ја Само перципираме. вие и- знаете. значи сите Секој помага. Тоа сите е доброто во тоа што не глумата. се. Затоа викам остите на нас актерите да ја тераме таа работа. Тоа е во глумата добро што ние од сите учиме, од сите крадеме по нешто, знае. Од сите како се движат луѓето, како размислуваат, сето тоа го анализираме и нормално од тоа што сме го научили на Академија од искуството го перципираме, го покажуваме на сцена. Да, апсолутно. Животното искуство е тоа кое што црпиш како креација. Така да нема каде. Тука е вистината. Овде е тоа што збори Милорад љубовта. И сега, додека сме кај улогите, знаеме дека станува збор за многу приказни кои што се нели дел од театарот. Која е вашата улога која што сакате да ја одиграте или која ви оставила најголем впечаток? Тоа Сакам улога која што сакам да играм. Ма, Ти сакаш повеќе негативни. Да, негативец не по своја вина. Да, тоа е многу често му дава такви ликови негативни, а мислам дека Ефто е актер кој што е многу хумористичен, има одлично чувство за хумор и му реков дека треба да се проба во комедијата, му иде. А некако режисерите го гледат многу сериозно и тој добива често такви негативни ликови, а напротив сметам дека може и тоа добро да направи хумористична представа. Неколку пати ме разговараме, многу добро се снаоѓа во комедија. Види, да, тоа е многу е битно да не се задржуваш на едно. Мојот професор велеше немојте од джеб да ги вадите ликовите. Значи лесно е тоа од поминат лик и постојано да си го повторуваш истиот лик во представа во представа, но тука нема љубов, тука нема страст, тука нема истражување. Значи мора секоја представа да е нова. Мора да се замисли државата ни дава пари. Ни дава плати, ни дава грејање, ни дава се и ние единствено останува да истражуваме, да ја откинеме парче од душата и да го ставиме на сцената. И ако тоа не го направиме, зошто ни е сето ова? Така? Значи, секој проект, зошто Народен театар Штип да не биде на врвот на Македонија, на врвот на Балканот? Зошто? И ние правиме проекти и тие прават проекти. Да, се разбира, стара е зградата, немаме толку услови, немаме толку финансии, нели секогаш постојат и изговори. Но никогаш нема изговори за вистинска уметност. Никогаш нема изговори за вистинска представа, за вистински театар, за вистинска магија. И тоа мора да се случи секогаш и така мора да се тргнува во секој нов проект, со голема амбиција, со голема жар. Инаку
Што добиваме? Ништо. Ние сме должни кон народот, кон публиката. Така да има многу улоги кои што сакам да ги изиграм и повеќето пробувам да ги остварувам сам, односно мислам дека мора сами да ги пронаоѓаме тие проекти, да почнат да функционираат и копродукции, независни проекти. На тој начин ќе дојдеме до вистинското. Во театарот се стремиме да аплицираме со многу по-амбициозни проекти, со добри режисери, со добри текстови и на тој начин ние можеме да дојдеме до тоа што го посакуваме. И сега за жал со COVID-19, нели, пандемија на која што не бевме подготвени, некако се одрази и врз театарот. Какви беа условите? Како се одиграа тие представи? Што се случуваше за време на короната? Ваше лично мислење и став? Што мислите дека треба да се направи за еднината на театарот? Ајде, колега Милар. Мислам, наистина, како и сите и ние се соочивме со короната, многу касно се донесува протоколите за работа, изгубивме веќе, не знаевме како да се испонашаме, не знаевме како да организираме публиката, но сметам дека сега е вистинско време кога културата е најпотребна од секогаш и кога социјалното зближување е навистина потребно. И според мене јас дадов и скоро една изјава дека културата и општо сите културни институции треба да се во првите борбени редови, затоа што луѓето беа во една депресивна 2020 и мораме, тоа е еден лек, една терапија, на психотерапија на луѓето, има одлични протоколи, салите се заштитени, мислам дека треба да продолжиме да работиме без да се плашиме од короната, се разбира да ги почитуваме мерките и да се надеваме дека еден ден ова ќе заврши, но тоа нема откажување, представи мора да има, нормално дека во тешки услови репертоар мора да има фестивали, нормално со она што се донесе на Министерството за здравство, почитувајќи ги сите мерки. Тешко се одрази, нормално. Така. Ефтим, твое мислење? Моje мислење? Ако може ваа короната да се оде шо побрзо, отива... Денес ќе испратиме. Да, фала ти. Фала што дојде 2020, ама молим те деф. Види, во право е колегата Милор Тангелов, значи мора да се работи. Покрај сето тоа не може да седеме дома и да чекаме да заврши короната. Значи мора да се работи. Мислам дека е многу безбедно во театар. За разлика од, не знам, некои места каде што се излего како, не знам, ресторани, кафичи, кафани, порано некако луѓето седеа многу блиску, а во театар е на преку две седишта и преку еден ред. Огромна е оддалеченост. Значи има дистанцата, има и се. Сите со маска се мери температура, така што мислам дека не треба, а и публиката сака. И добро би дошло, зашто да не поведеме како што живееме, а секако сакаме да се насмееме. Ама тоа се потврди. Имавме премиера ние со фанови, со колегата Дуо Драма правевме, имаше на премиерата фул 80 капацитетот од 30 беше исполнет проценти. И имаше атмосфера, осетивме што е атмосфера. Представата во Кочани што ја давам, исто имав премиера таму на Монодрама во Кочани. Има публика нормално. Тоа е сала од 480, 30%. Не е таа атмосфера како што на времето е полна сала, но пак има атмосфера која што е достојна и која што треба да ја искористуваме. Сепак не можеме да седеме и да чекаме да помине ситуацијата. Сега, во време на корона, секако можеме оваа година да ја паметиме во убавите работи. Честитки уште еднаш, не знам по кој пат, за возможни светови. Ајде малку околу тоа да ги кажеме на некои што не се запознаани, дека вие добивте наградата во Приштина. Како се случи тоа? Дали причувствувавте дека да, ќе ја добиете таа награда? Колку беа учесници? Која е тематиката? Да, па ова многу луѓе вика знаевме дека ќе победиме. Јас на тоа одговорам, јас знаев дека ќе победиме затоа што верував и знаев дека имаме одлична представа. Лесно е кога знаеш дека има добра представа и кога си фаворит. Некако чувствував, бев сигурен во победата затоа што навистина представата прекрасна, убаво ја доживуваме, убаво се почитуваме сите што играме со режисерката одлично. Имавме одличен продукт, современ, нормален кој што ги прати сите трендови. И некако со само доверба влеговме на фестивалот. Пред 2-3 години ја конкуриравме сами, имаше селекција, ја гледаа представата и навистина Приштина International фестивал важи за еден од поновите, но се по перспективни фестивали на овој дел од регионот,
каде што многу театри си ги пробуваат силите. И таму некако знаев кога излезе водителката да ги прочита наградените, јас му реков нефта, еве, сега погледни дека ќе не каже да. Тој не знае, тој се изненади, ама еве, викам, слушни се. 5 минути требаше, ајде вика, ајде упај да се честитаме. Welcome on the stage. Ние ли? Добро. Идеме. Да, супер се израдувавме, ние имаме видео снимка каде што случајно го државме и телефон, постои и тие снима. Но навистина беше прекрасно искуство да се учествува на таков фестивал, домакините љубезни, се беше прекрасно. Да, тоа е многу битна награда и тоа и самите организатори го кажа, вика ова награда ни е битно. Тоа е на колеж кој што има 20.000 студенти. Ова беше награда од публиката, од студентите, изгласана од студентите. И тоа најважно. Да, на нам таа ни е најважна награда затоа што коледжот постои само ради студентите и тие вас ви изгласа. Така што ние сме благодарни за сето тоа изненадени затоа што освоивме награда за Народен театар Штип. Ова година завршивме со еден убав начин, го оправдавме сето тоа што се заложуваме како актери. Народен театар Штип освои награда за возможни светови представа кои што треба и понатаму да учествува во многу фестивали. Затоа велам дека мора да се аплицира. Добрите представи, тоа што вели Милор Данган, добрите представи не треба да ги спречуваме, напротив треба да ги пуштаме по фестивалите да аплицираме и да не се плашиме. Не знам, имаше многу од колегите од техниката беа исплашени дали ќе се оди таму, дали не се. Нормално кога има услови, кога е обезбедено сите протоколи, нормално дека ќе одиме. И во време на пандемија ќе одиме на фестивал. И ќе одиме и ќе се бориме и на крајот се изборивме. И тоа така и треба да биде. Затоа треба повеќе да се подржуваме меѓу нас колегите и нормално и министерството да излезе во сусрет на такви големи избеднувања, да се поддржи со дали финансиски, дали на друг начин. Мора. Имаше ситуација, ќе ја кажем ова ситуација на граница, стигнуваме на граница и стигнуваме во 7 Сабајле. А во 5 Сабајле е донесен нов закон за тестови. Ние не се тестиравме. Да, претходно не имаше тестови корона, заради тоа што беше дозволено преме. И доаѓаме таму и луѓето велат, ние немаме против вас, но закон си е закон. Во 5 донесен Сабајле. И не може да поминеме на фестивал не чека. Среќа што стасавме до амбасадор, пошто таму не чека амбасадорот на Македонија, амбасадорот на Хрватска, амбасадорот на Косово. И се изреагира на време, стасавме до министерот за здравство и на крај го тргнаа законот за 24 часа да може да минеме. Па почна и други да влегуваат, границата се пушти и тоа беше баш беше вознемирени бевме. Филм. Секојаш ќе се памети. Па јас му викам нефто вечера треба да даваме на 23. Да, баш на 23. бележите тој датум. Сега кажете ми кои работи ве исполнуваат, што ве прави среќни освен театарот? Јас навистина покрај театарот имам голема љубов, тоа се планините. Секој викенд сум со планинарското друштво Лисец од Штип, одиме на планини и таму ни е добро да работите. Во Плачковица сме секој викенд на сите планини. Се дружиме по планина, освојуваме врвови, тоа ме прави среќен, нормално фамилијата, здравието, пријателите, театарските представи и се. Али покрај театарот имаме втора моја голема љубов, а тоа е планинарството. И многу често, речиси, секој викенд сум на планина. Со Друштвото за планинарски спортови Лисец навистина успеваме. Имавме оваа година навистина успешна, над 200 нови членови. Изградивме таму планинарскиот дом за посетителите, освоивме над 30 врва овде во Македонија. Имаме големи планови и тоа ме прави така среќен. Така. Ефти? Појма нема. Размислили? Немам појма што ме прави среќен. Освен театар и мојата работа, немам појма. Јас може да кажам готвењето, кулинарството. Пица мајстор, тој е многу среќен кога работи пица. Претходниот викенд ни правеше во Вртешка во планинарскиот дом пица и луѓето што ја пробаа на фурна рекоа дека навистина вакво нешто не беа јаделе, перфектна пица. Значи навистина вкус, се осеќаше вкус од сите страни. И му викам дека редно време е да се проба и во кулинарството, зошто да не се. Значи во новата година правиме емисија, ти ќе готвиш. Да, во мојот нов ресторан ќе дојдете и ќе правиме. Да. Интересно беше затоа што нема струја, имаше поплава, хаос беше, јас правам пици, никој не му е до пици и едно време, знаеш, кога се стиша бурата, си отидоа пола луѓе и некако почна да миришаат овие пициве и сите се разбудија
И него почна да каже снема пици, вика ајде дај уште. А тоа беа на многу добро затоа што на дрва се прави, Фурна. фурна. И тоа стасува, ја правиш пицата и стасува за помалку од 1 минута. Абе ќе направам пицата и ја снемува. Мислам, ако за помалку од 1 минута ја правев, За 30 за секунди 30 секунди ја снемуваше. Тоа е твој успех. Абе, знаеш како, направи ги луѓето срекни. Може би таму е среќата. Не, сериозно, секогаш кога другите се срекни и насмеани, тоа ме прави и мене среќен во душата. Моите блиски, моите пријатели, мојата фамилија. Милорад, добри пријатели сте. Кажи ми, што најмногу те нервира кај Ефтим? Те видам се, Што те нервира? Не, види, Ефта е карактеристичен, да. Кажи си, кажи. Карактеристичен, да. Да, понекогаш знае да биде, како да ти кажам, тврдоглав во не. Значи, го имам, али на крајот има разбирање, значи ми требало по саат-две да го убедувам да го носам на кафиње, на ручек, на ова, да му кажам дека не е така. Тој кој ќе рече дека е така и то не може никој да го сопре. Тоа не така е, така е. Понекогаш знае да биде тврдоглав, али на се во име на она што го работиме. А стварно сме имале проби кај што 2 сат по цели ноќи сме се убедувале на телефон, ова која работивме фанови. Се сеќавам на една вечер, цела вечер му кажував за една сцена. Цела вечер, не, вика, не, таа сцена нема така да биде. Вика, јас ти кажував, го молев, го убедував, но во секој случај тоа е таа мала негативна страна, но тоа е добар актер, добар пријател, одличен актер, многу корисен актер и навистина е чест што работам со него. И се надам дека има уште многу што да каже. Скоро го гледав во Избавливиот човек во Кочани. Навистина ми беше чест и задоволство да гледаме на таква монодрама. Ја препорачувам на Штипјани, што поскоро да ја видат. Прекрасна представа. Така. Данкишен. Сега, дали денес знаеме да го цениме ние тоа вистинско пријателство? Видиш како сега Милорад се пофали? Не, се од корис. Се од корис, све е лошо, негативно, како ти кажа. Ретки се луѓето, многу се ретки за жал луѓето кои што ценат вистински пријателства. Соработката, нормално, ние често ќе кажеме не мора да сме пријатели во приватниот, за да бидеме функционални партнери на сцена. Но многу е битно тоа, тие разговори, тие конфликти се многу битни доколку се продуктивни. Значи, доколку тоа е изнудено од вистинската потреба и од себе си. Значи, ако има нешто што се препира кај него или кај мене, значи мора да има внатрешен порив за тоа да го каже. И мојата цел како партнер, како пријател е да разберам што е тоа. Да влезам. Знаеш, кога ќе се гледаш само себе си, не можеш да допреш не може да настане конекција. Дали е тоа пријателство, дали е тоа љубов, дали е тоа колегијалност, што и да е. Значи, доколку јас те гледам тебе како личност, затоа ти реков немој прашањето да гледаш, да ме гледаш во очи. И како имаше една новинарка на фестивал и као ме праша како сте прошли на представу? И у истиот момент ги трга очите и врте го се казува, разбираш. И јас сега не знам на кој да расправам, не знам. Кажи си што Ти сега сонјали ме спореди мене. Не, паралела си правим се. Да. Шал, мора да постои, тоа е единственото нешто кое што не прави луѓе. Да си помогнеме еден на друг и кога грешиме и кога сме долу, за да рака подадена многу значи. Но како добро дело секогаш изнудува ново добро дело. Happy New Year. Сега ми го зема зборот. Знаеме дека вечер ќе ја дочекаме новата 2021 година. Кажете ми кои се вашите планови? Дали имате некоја представа? Како ќе ја заокружите 2020 година и што ќе посакате на нашиве гледачи? Те сега до нова година уште нас ќе склепаме на брзинка представа. Се шалам. Ние во Народен театар Штип спремавме, сега сме на пауза. Представа, јас играм кај Александар Ивановски, ова дете, на Жоел Помера, текст на французи. Представата се работеше до одреден период, но поради сите проблеми со пандемијата и со коронавирусот, се пролонгира тоа за жал се повеќе и повеќе и сега се стопира за да се продолжи после во новата година. Исто така има и друг проект кој што во Народен театар Штип се подготвува, кој што ќе се продолжи во новата година. Нормално дека не сакам да ти кажам, денеска некако, дали така пред новогодишно,
си мислам останав без работа, без ниту проба, ниту патување никој нема драми, ги снема драмите, ги поминавме сите можни драми и некако досадно. Се нервира. Не може човек, мора нешто друго. Имам многу планови за воедина, така да ќе ги остваруваме еден по еден. Мора да се работи. Ти си упорен секако ќе. Да, ти си упорен ќе успееш, нели Милорад? Така е. Знаеш кој Не гледаш колку многу те пофали. Тоа, слушаш, ти пјани кад леста е твојта. Те и на него е лесно, на камерманот се. Леста е неговата, он се нал копчето, притисне и тоа е. А никој не го прашува да ја макне камерата, дојде да траже кадри, да носи то сталако. Разбираш ли? Како има една бабичка живее во моје мало и често си викаме добре и после 10-15 години се реши да ме праша што синко ти работиш во мојата зграда живи. После 10-15, ама викам баба јас сум глумец, не? Ако синко се работи нешто, демек не се нервира. Не се нервира, вика. Демек не се работи, глумец, што дал Господ, тоа. Тере, вика, не се нервира. Чекай, ли таа истата баба што те гледала на Цимери? На серијата. Да, после 15 години заклучи, одлични. Значи он вика ја 15 години. Зошто не се направи уште една таква серија? Па сигурно ќе се направи, не знам. Тоа беше се прекина процесот. Еве сега се прави преспав, така да. Да, тоа беше. Веќе можеби има продукција на македонски серии, можеби тоа е дел. Али ние беве први во тоа што го правиме. Да, и бевте одлични ствари. Види, тоа постпродукцијски не излезе баш како што сакав, бидејќи тоа сценарио кој пишував, сакав да биде баш така, да се од сезона во сезона. Но не успеавме да го пречекориме тој прв прак за да може да се продолжи во тој правец. Но затоа ми мило што тоа беше така прв ситком во Македонија. Но еве и денеска се радувам што има друг ситком Преспав се снима и успешно веќе неколку сезони. Тоа за поздрав и мило ми што има такви се повеќе треба да има проекти каде што ќе учествуваат многу актери, македонски актери кои што се квалитетни, кои што се добри и така натаму. Него за бабата сакам да те прашам. Он вика и слушай, вика 20 години работам у театар, вика тука душата си оставам и она вика гледала ме на Цимери, вика еве сините глумеци бил бе. Ама не тоа е да, чудна работа. Луѓето некако тоа е полесно ќе те гледат во некоја македонска приказка и во серија и за нив тоа е квалитетот. А ова што го работиме како театар, тоа не е битно, не. Некои се искривени време ќе се појавиш во некоја приказка која што за тебе нема никакво значење, си ја снимал за кеш и идеш и стануваш популарен. Мислам, многу полесен начин. Да. А овде што имаме стварно одлични представи уметнички, тоа никој ништо не му значи. Ама ете те пофалила пак. Па да. Она што сакам да го кажам, 2021 имаме одлична програма. Значи имаме ја Драгана Милошевска и познатиот Игор Киров. Тие се дел ќе бидат од 2021 со одличен проект. Го имаме нашиот Никола Ристов како програма за 2021, го имаме Бојан Трифуновски. Тоа што е карактеристично за сите овие тројца режисери се од една иста класа кој големиот професор Слободан Унковски, концептуално исти режисери и се надевам дека ќе имаме млади современи режисери, една од најдобрите тројки во Македонија. Сигурен сум дека граѓаните на Штип ќе имат одлично да не се плашат да доаѓаат со правилно менаџирање, да не се плашат да доаѓаат во театар. Протоколите ќе ги застапуваме. Веднаш после Нова година ќе ги ставиме сите представи на репертоар. Овде се Умри Машки, Богот на масакарот, Амадеус, еден куп представи и ќе продолжиме, ќе ги почитуваме мерките и ќе чекаме еден ден да помине оваа корона а до тогаш мораме да работиме. Момци, јас сакам да ви се заблагодарам за одвоеното време што бев денес ваша гостинка. Ви посакувам се најдобро исполнување на сите ваши замисли и цели и пред се многу здравје и хармонија и се надевам дека уште на жвакубова ќе си помоабетиме и секој може јас да научам некоја представа, некоја улога од представа. Не си ставај здрава нога у трн, кој што или трн у здрава нога. Седи си тоа убава ти ваа. Сакам да кажам, вечер убаво да си поминете. Фала и вие. Фала ти на поканата, фала што дојде. Еве корона поздрав. И продолжи со твоите емисии, навистина се многу интересни. Имав шанси да ги гледам многу често, убави, рекреативни и мислам дека на медиумскиот простор, посебно овде му фали една ваква твоја емисија, еден ваков карактер, опуштеност. Човек кажува многу повеќе работи кога не е под напрежение, што е кажа. Така да имаш секоја пофалба, ги гледав твоите емисии, успеав многу и со планинарите и со навистина прекрасна емисија. Продолжи и среќна Нова година сите. Ти благодарам за убавите зборови, ми значат зборовите секако. Се најубаво и многу здравје. Се најубаво.
Happy New Year. Happy New Year.